Сакам да знаете дека во Гром најсилна општинска организација е Карпош, има 4300 членови досега. Втора поселина е Кавадарци со 1400. Трета е Ѓорче Петров со скоро 1000 и да знаете дека граѓанската опција за Македонија се повеќе влегува во домовите на граѓаните на Република Македонија, се повеќе нашите членови, нашата визија, нашата програма е прифатена од граѓаните на Република Македонија и не само од обичниот граѓанин, туку и од оние граѓани кои што се бават на одреден начин со политика, така да денеска ги објавивме 14 наши советници кои што ни пристапија и кои што натаму под знамето на Гром ќе работат во општинските совети, како што се вашите двајца независни советници од советничката листа која беше заедно со Панчо Минов. Па, добро ни дојдовте во Гром. Јас сум убеден дека и натаму тие ќе се залагаат и ќе се борат за интересите на граѓаните на Кавадарци, уште повеќе сега заедно, имајќи во предвид дека како партија ќе бидеме посилни и дека ќе имаме многу посилни ставови и барања за напредок на животот на граѓаните на Кавадарци. Често пати велат по што ќе се разликува Гром од другите политички партии. Имаме по многу работи по што ќе се разликуваме. Како прво сакам да знаете дека оваа партија силно ќе се бори за рамномерен регионален развој или за дескопјанизација на Македонија. Не може сите инвестиции владини, сите средства да одат на 1 квадратен километар во центарот на Скопје. Сите граѓани на Македонија треба да живеат. Сите граѓани на Република Македонија треба да имаат привлижно исти услови за живот, за работа, образование, спорт, култура, инфраструктура, услови за вработување, за стопанисување и што се вели за битисување. Ние сметаме дека локалната самоуправа е најблиска до граѓаните и затоа сметаме дека уште повеќе ингеренции во делот на имотно-правните односи треба да се спуштат на локално ниво. Оние граѓани кои што имаат за денационализација земја, кои што имаат за откуп на дворови, земјиште и така натаму, знаат со колку години чекаат за да откупат земјиште или да извршат денационализација. Ако тие служби ги спуштиме под локалната самоуправа, тие многу побрзо ќе работат и ќе функционираат, затоа што сега имаат еден шеф, а тоа е само министерот за финансии и нормално кога мачката не е во куќата, глувците оро си играат и си поигруваат со народот и затоа имаме вакви спора, трома и несоодветна администрација. И никој нека не се плаши од децентрализирана Македонија. Никој нека не се плаши од посилни ингеренции на локалната самоуправа. Гром се залага за инвестиции само во инфраструктура, во мелиоративни системи, во енергетски објекти, во пруги, во патишта, во инвестирање средства во алтернативни извори на енергија, во енергетска ефикасност, во образование, во здравство, во култура, но вака трошење на средства, како што тоа сега го правиме, тие средства не се оплодуваат, не создаваат нови работни места и не создаваат нови вредности и сметаме дека е штетна за економијата на Република Македонија. Ние сметаме дека субвенциите, стимулациите треба да се продолжат и дури треба да се зголемуваат, но тие мора да доаѓаат исклучиво во вистински раце. Некај посредници, некај мешетари и дека вложувањето во земјоделието не може да застане само на субвенциите и дотациите, мора да продолжи во делот на изградба на инфраструктура, во делот на изградба на мелиоративни системи, во делот на едукација на кадрите, во делот на поддршка за набавка на механизација, во поддршка на сите оние извозно ориентирани предпријатија за освојување на нови пазари надвор од Република Македонија, затоа што Република Македонија е мал пазар и мора се да правиме за да го поддржиме овој наш земјоделец да го прилагоди своето производство према европските стандарди, затоа што е таму нашата иднина, оти таму има 550 милиони пазар и дека таму треба да гледаме натаму нашите шанси за развој на земјоделието во Република Македонија. Ние сметаме дека ќе бидеме дел од власта и навистина ќе биде многу смешно ако вечерва овде ви речам правиме партија за да бидеме опозиција. Кој е тој што ќе дојде со нас? Има ли логика?
правиме партија за да бидеме во власта, за да бидеме дел од власта или да ја земеме власта, за да го кажеме своето мислење, да возможиме на нашите луѓе да политички се реализираат, да можеме да ја спроведуваме нашата програма, да видиме што можеме да поправиме од недостатоците, што можеме да укажеме на погрешни ставови и насоки и политики во Република Македонија, а не да се правиме дека сме опозиција и да критикуваме само ради критика, туку напротив, за да дадеме поголема понуда на политичката сцена. Тоа беше и мојата цел на 16 февруари оваа 2013 година и граѓаните на Карпош има вистинска понуда за да можат да изберат. Јас се надевам дека и граѓаните на Кавадарци и на целата Квешија ќе имаат вистинска понуда и ќе можат да одберат и ќе одлучат на кого ќе му го дадат гласот на предвремените парламентарни и председателски избори.